Нова епизода на подкаст на Биди свој, со мене водител Мери Јанчева, што на самиот почеток сакам да го најавам мојот гостин, со кој ќе разговараме на една доста сериозна и загрижувачка тема, би кажала, воздухот кој го дишеме во Струмица. Ѓорги Танушев, активист од Здрава Котлина. Добре дојде во мојот подкаст. Како е надвор? Се дише ли? Добро најдов, Мери. Благодарам за поканата. Морам да кажем дека е во право време, затоа што надвор навистина не се дише. Во поголем дел од денот, особено кога доаѓаме со залез на сонцето, луѓето се прибираат дома и тука веќе настанува остан рез помеѓу она што било денски и она што било ноќен воздух. Да. Страшно. Сите знаеме, сите сме свесни, доволно да излеземе, да помириснеме и тоа секој ни каже. Сакав и да прашам дали ние воопшто дишеме воздух или отров во последно време. Изминативе 2 месеци, постојано следиме на социјалните мрежи, по медиумите дека е алармантна ситуацијата во Струмица. Многу често Струмица е на вестите на сите национални медиуми. Дали во Струмица дишеме отров или воздух? И еве и синоќа на вестите имаше дека повторно е надминат прагот на алармирање на суспендирани честички. Според вас, вие будно ја следите целата ситуација. Објаснете ми малце повеќе. Што значи тоа надминат прагот на алармирање на суспендирани PM10 и PM2,5 честички? Сакам убаво да го објаснеме на гледачите за да бидат свесни. Не е само дека да, загадено е, и сите тоа правиме. Ништо, само се дискутира едни меѓу други, никој ништо не презема. Така. Значи, надвор навистина е загадено и тоа не е перцепција само на граѓаните, тоа е и научно докажано. Значи, оние институти кои се занимаваат со таа работа и ги мерат работиве во континуитет, според нивните статистики, според статистиката на Европската агенција за екологија, Струмица е 7-ми најзагаден град во Европа за 2023 година. Така што поразителен фактот. Јас се смеам, но тоа не е смење, тоа е трагикомедија, затоа што ова го зборуваме веќе, не знам, многу години, од 2018 наваму, ова е темата се обавезно секоја зима. Сега, зошто зима? Што значи тоа, вие што спомнавте, загадување, подигнат пларот, Значи, во основа има два настани кои што определуваат дали ќе има алармирање, она што го издава Министерството за животна средина, а постои и уште еден праг, тоа е прагот на известување. Тоа е понизок праг, кој што во момент кога се надминува само се укажува дека се движиме кон поголемо загадување, веќе на алармирање, веќе работува алармантна стигната. Сега. Тоа стигнува до нас. Да. Тоа стигнува до вестите, да. Конкретно, што значи тоа? Тоа значи дека нивото на PM10 честичките во воздухот, кога е праг на алармирање, достигнало ниво од 150 микрони на метар кубен. Микрограми на метар кубен. Тоа е огромна количина на ситни честички кои што го вдишуваме и кои што предизвикува разни проблеми. Извини, Ѓорги, колку е нормалата? Според македонската нормала, така да речем, 50 микрограми на метар кубен е нормалното, односно дозволеното загадување. И тоа се има да не се пречекори 30 дена во текот на една година. А ние пред 2 дена имавме 200, ако не се лажам. Па не, ние сме имали и 800. Значи, како што го следиме загадувањето, морам да кажем дека низ годините сепак се намалува. Значи, порано имаше такви пикови, кои што беат тој калибар, 1000, над 1000. Особено на почетокот. Имаше, па нешто се рекреглираше како моделот, но тоа остануваше така. И полека се намалува од 800 падна, па на 600. И сега имаме пикови тука некаде во најзагадените денови. Но тоа се страшни цифри само по себе. Се што е според Светска здравствена организација над нивните најнови критериуми се 25 микрограми, значи половина од оно што е македонскиот стандард.
И Европската унија така не гледа. И тие не ја гледат по PM10, тие гледат по PM2,5. PM2,5 се уште посетни честички, 4 пати помали од PM10. И тие што навлегуваат, да. Зошто е тоа така? Затоа што најситните честички поминуваат од воздухот во дишните органи, а преку нив, бидејќи се многу ситни, поминуваат и во крвотокот. Тука веќе настанува иритација, уште поголема инфламација, кардиоваскуларни болести и така натаму, предциркуларен аспект, пулмонарни болести и тоа. Но тие се мерило на западната цивилизација колку нешто е загадено. Ние сме далеку од тие пропишани норми, затоа што според нивните стандарди во Струмица имаме само 60 дена чист воздух или нормален воздух од 365 дена. Според нашите стандарди, тоа е малце поинаку, нели, тоа се должи во разликата на мерење, но ефектот е поразителен. Да. Значи, ние константно живееме во загаден воздух. Така може да се каже, нели? Да бидеме реални. Парафразирано, да. Да. Имајќи во предвид и пожари кои се случуваа, нели, на крајот на летото, и тоа придонесува за загадувањето. Би рекол дека се придонесе, се што се гори, се што е дел од некаков процес кој што испушта некакви емисии, придонесува за загадување. Значи, во тоа е еден вид композитно, односно слоевито. Еден слој даваат, например, загревањето со дрво. Огревно дрво што го користат домакинствата. Друг слој даваат индустријата, например, што од процесивање. Трет слој даваат автомобилите. Значи, се тоа едно на друго се надградува. Но сето тоа заедно не би требало да надмине вкупен праг, што го викаат, над 50 PM10 по нашо, или PM2,5 од 5 во текот на 24 сата според нивните стандарди. Ќе се навратиме за сите тие фактори кои придонесуваат за загадувањето, да. Ми стана интересно кога каже од 2018 на тука, нели, се мери прагот на алармирање суспендирани честички. Што се случува пред 2018? Немаше поставено мерни инструменти или немаше загадување? Да бидеме реални, уште од мали знаевме да кажеме зимата, лиштата ни мирисат на чат, нели? И имаше. Но дали беше такво загадувањето со такви... Аз можем да сведочам дека не мирисеше на пластик. Тоа е различно. Друго е мирисот на дрво, макар и мокро дрво, тоа што многу загадува е дрво. Но пластика, оно што смрди на некакви остри, не знам како да ја кажам, тие недефинирани... Тоа на носот пречи. Иритира. Значи, остар мирис, не можеш да дишеш, штипа на очите, на носот, грлото ти е како зарипнато, гребење, па дури тешко дишење, аритмии се појавуваат. Се тоа е поврзано баш со тоа загадување, затоа што човечката цивилизација е градена на горење дрве, така да кажеме. Зимскиот период тоа се прави. Порано сите бевме на дрве. И сите бев, и уште сме одредени. Нема Струмица 40%. 40% статистиката што беше од последниот попис, Струмица, домакинствата во Струмица 40% се греат на струја. Останативе се на дрво. Се претпоставува дека огромен е делот на баш на дрва, помал дел на палети, но сепак тоа е значително поразлично, затоа што порано сите беа на дрво. Па дури порано имаше многу повеќе на јагле, многу повеќе на нафта, нафтените печки, ако се сеќавате порано. Да, скоро во секој дом ги имаше, да. Сега ги нема тие работи, нафтата е скапа. Но пак имаме загадување. Но имаме многу поголемо загадување и поопасно можем да кажем. Ако излеземе надвор и помирисаме пластик, тоа значи дека веќе сме вдишиле нешто што по дефиниција не би требало да биде таму. Не е тоа природен мирис, воопшто. Тоа значи дека сме внесле или некаков вид на, не знам, по струмички е сулфур диоксид најмногу, но имаме тука и други горење отпад на пластики кои што се ослободуваат најразлични супстанции што нормално ги нема во тоа.
пред се сакам да кажам, значи има делови кои што се страшно опасни. Ние не знаеме што се гори на крај на ден. Во отпадот. На крајот од градот таму. Па и не само, еве, гледаме, сведоци сме дека и во самиот град има одредени куќи кои што горат чудни горива, кои што ослободуваат страшен дим и еве сведоци сме на клипови на социјалните мрежи кои што покажуваат секојдневно некои од граѓаните објавуваат. Ја следам вашиот Facebook профил дека и вие алармирате, но мислам дека тоа застанува тука на Facebook. Имаат ли слух институциите и оние надлежни органи за тоа? Не знам, најверојатно дека треба да се излезе на терен, да се реагира по тоа и тоа претпоставувам ќе биде еден од начините да се подигне свеста кај граѓаните, да не палат, да не се тровиме едни меѓу други. А реално, јас не верувам дека без репресивни мерки нешто ќе постигнеме, затоа што луѓето кои што овде живеат, кои ќе одат на печалба во странство, се понашат поинаку. Зошто? Зошто таму не ги толерираат воопшто ваквите нешта. Не можеш таму да отвориш, да запалиш огин отворено, кај нас е секојдневно, да. Да не зборуваме за тоа што, например, во Германија на секој година им доаѓа оџачар, професионален оџачар, им зема мостра од џаците, проверува. Да, се проверува, се гледа хемискиот состав на мострата што имало, што се горело во текот на цела година и дава сертификат дека да, ти си во ред и немаш проблем. Тие што не се во ред, плаќаат казни секоја година. Кај нас не се викаат ожачари. Имаме пожари, така. Пожари се случуваат од неисчистен оџе. Немаме никаква контрола. Кој е одговорен за тоа? Ајде сега замислете, ние со години го зборуваме тоа. И мене ми е смешно секој година истото да го зборуваме. Да, и никако не се презимаат мерки. Ајде да почнеме од свеста на граѓаните. Дали за тоа што проблемот е некако периодичен, некако повеќе се зборува за загадувањето зимските месеци, доаѓа пролет, лето и некако забораваме на тоа, или другиот фактор би бил економскиот. Луѓето стварно не маштија и ќе се греат дома на нешто што е најефтина варијанта. Кој е според тебе главниот фактор? Немаме свесност или самата економска ситуација не налага така? Значи, тоа не е само еден фактор, апсолутно никако, значи тука се низа фактори. Пред се има дел што диктира економијата. Таа енергетска сиромаштија, како што стручни ја нарекуваат, постои. Значи, постојат фамилии кои што не можат да постигнат, економски гледано, да купат квалитетно огревно дрво, како најефтина варијанта на огревање. Да не зборуваме пак за грејење на струја, на газ или на такво нешто. Скапа варијанта. Да. И сега што прават? Они мора да се згреат. Тука нема дилема, нема некој да мрзне, да мрзне фамилијата дома и да не загадува. По таа логика не би требало ние да дишеме, нели, да не го загадуваме воздухот. Така што апсолутно не. Но што може да направи? Може да побара помош. Може да побара помош, да му се даде, да му се помогне како социјална ранлива категорија. Но не сите се социјално ранлива категорија. Постојат имашни луѓе и фамилии кои што горат исто како тие што немаат, за да заштедат. Тука веќе нема. Да, меѓутоа, каде живее тој и неговите деца? Па нели живееме сите во Струмица, нели дише и тој од тој воздух? Имаш ли разговарано со луѓе на терен? Многу ме интересира што мислат тие, како размислуваат. Еве, вие како нели активисти, претпоставувам дека сте во комуникација со луѓето. Немаат свете едноставно. Они мислат дека тоа ќе помине, воздухот ќе помине и завршува за него, купи ден помини работава. Свест нема никаква. Од друга страна, свеста му се раѓа кога ќе оди на странство, кога ќе види што се случува таму и како го третираат тоа таму. Тука веќе, бидејќи не му дозволуваат, законите се имплементираат во другите држави, кај нас не. Тогаш веќе свано освесен дека ама нешто
нешто се случува, зошто Нешто јас морам да има кај сменам, нас. да сменам. Некако кај нас дома, нели, што се вика. И се враќаат сега, нели, пренесуваат знаење, ние тука, значи кажуваат во странство вака, во Да, Македонија обично вака. муабетот е тој, Муабетот е странство тој. кај нас. Сега, прашањето е, мора ли да стигнеме до репресивни мерки за да се заштитиме самите, бидејќи работува наистина алармантна. Да си седми најзагаден град во Европа, односно има дури и мерка за светско ниво, во конкуренција со 7500 градови светски, Струмица е некаде на 522 место. Значи, тоа е многу сериозна ситуација. проблем. И сега, да, извини, ќе кажеш уште нешто, продолжи. Сакам да кажем, со сите предности што ги знаеме дека ги има Струмица, со сите статистики што ги знаеме, Струмица не би требало да е загадена. Да, нели се прават гасификација, има воведено во Струмица. Се работи на проекти, не знам, велосипедски патеки да се намалат моторните возила, зелен град, се градат паркови. Некако и се работи на проекти, но и загаденоста се повеќе и повеќе станува, нели, алармантен проблем. Тука треба да видиме од кај доаѓа тоа Од кај доаѓа сега тоа? Значи, еве ќе кажем конкретно ова што го спомнавте. Струмици има вертикална гасификација, имаме скоро 45 километри гасоводна линија, секундарна, значи тоа директно до домовите. Добар дел, не добар дел, ама да речеме над 20 индустријски поголеми капацитети се гасифицирани. Скоро сите јавни институции во Струмица се гасифицирани. Значи не се гасифицирани, мислам дека Антон Панов, Домот за култура и судот. Други јас не знам институции. Да, слушнав на еден од националните медиуми дека на национално ниво е опасна ситуацијата. Таму на 700 објекти има што се греат на мазут. И тоа го немам. И пак сме најзагадени. Струмица 40% пак ќе спомнам се грее на струја. Струмица сепак така да кажем нема тешка индустрија. Немаме индустрија како големите центри во Скопје или термоенергетските централи во Битола и во Кичево, значи РЕК Осомеј и РЕК Битола. Ние такви работи немаме. Немаме едноставно причини зошто да имаме толку голема ниво на загадување, односно немаме причини зошто да имаме толку процент на сулфур диоксид во воздухот, што еве заедно на едно место го немаат сите градови заедно во Македонија. Струмица го има. И тоа редовно Што покажуваат вашите истражувања? Од каде тоа доаѓа? Вака, значи, ние ги гледаме податоците на официјалната мерна станица, што е автоматска, и тоа секој може да го провери, да го види. И едноставно справиме споредби и поставуваме прашања. Вие знаете дека, предпоставам дека знаете дека во Струмица се врши истражување, Штипскиот универзитет во проект со шведска агенција, врши испитување на тоа да се откријат причинителите на загадувањето на Струмица. Што откријат тие дека за домакинствата и сообраќајот. Горење на тие мокри дрвја? Мокри дрва, да. Тоа е еден причинител, да? Сега, прашањето мене ми е зошто не го видува сулфур диоксидот, кој што е во огромни количини во Струмица, споредено со другите градови, бидејќи таа студија не беше само за Струмица, имаше 6 компаративни градови. И имаше компарации кој град со што е специфичен. Во Струмица едноставно не го видува сулфур диоксид. А бода очи. Ако ја видите вака кривата што е на сите градови, да, во Источна зона, например, сите се долу некаде. Струмица вака скокнува над сите. А последно време гледам и Берово, кај нас кога почнуваме да пискаме, кај нас се намалува таа крива, па се зголемува кај Берово, така да. Има ли... Нега загадувањето. Да, очигледно само вие го гледате тоа и вие алармирате, но дали и институциите знаат да реагираат по овие ваши... Па еве ги прозвавме институциите. Од каде сулфур диоксид, кој е тој што загадува? Имате ли некаков одговор? Имаме дека тие не се надлежни за тоа кој ги издавал дозволите. И тоа веќе симптоматичен одговор.
Државниот инспекторат за животна средина практично го кажа, ние си ги спре раце, вака, ние не ги даваме тие дозволи, тој ќе ги дава. Да, тоа е на државно ниво. И сега, кај нас има, индустријски капацитет од категорија А, што има таква дозва, интегрирана еколошка дозва, кој што, например, за гориво користи петролкокс. Петролкоксот е едно од најзагадувачките супстанции кои што се користат во индустријата и е огромен извор на сулфур диоксид. И ние отворено сомневаме дека токму во тој производствен погон нема филтри, затоа што во документацијата што е јавна, што ја гледаме, не приметивме ниту зборче филтер. Нема филтри. Едноставно нема. Од друга страна, прашањето се поставува. Зошто таа дозва така е издадена? Да, тоа сакав да прашам. Кој ги контролира? Никој. Пред да се издаде дозволата, но и по издавањето, нели, треба да се прават контроли. Или тие мерни инструменти. Јас тоа само можам да кажам дека од прочитано или слушнато дека тие сами си имаат поставено мерни инструменти и ги пласираат информациите до инспекциите. Не загадуваме, така? Ќе ти објаснам како е тоа. Значи, денес имаше, например, известување од Државниот инспекторат за извршени боравни контроли во такви објекти кои што имаат интегрирана А дозва. И сега што е интересно, тој што е предмет на контрола, значи фирмата што е, си има повикано фирма, приватна фирма која што му дава сертификат дали загадува или не загадува. И во сите случаи тоа е една иста фирма за сите, така да кажем. И во ниту еден случај не излегло дека некој загадува. Сега, прашањето е колку е тоа веродостојно. Македонија... Да, законски немат ли право самите инспекции да излезат на терен? Но што се случува? Имаат системски проблеми. Прво, немат инструменти. Немат акредитирани лаборатории кои што ќе можат да ги повикаат, да се одржат тие докази на суд, во судска постапка. И тоа со години сите зборуваат, сите влади што помина, зборуваат дека ќе опремат таа централна лабораторија, што ќе биде акредитирана за сите загадувања, но упорно не остануваат пари за тоа. Па не, значи зошто? И сега фактички се дава тоа што треба државата да го прават приватните фирми, но кои се директно платени од тие што ги ангажираат, кои што во исто време си предмет на контрола. Колку е тоа етички, колку е тоа објективно е друго прашање. Нели? Но тие се покриени пред закон. Така и не се. Значи, едноставно, загадуваш ли? Не. Добро. Ти веруваме. Добро, ти веруваме, да. И сето тоа се одразува на здравјето, на нашето здравје, на здравјето на нашите деца и, не знам, внуци и едни генерации. Сакав да прочитам дека, УНИЦЕФ има извештај септември 2024 година од смртни случаи на новороденчиња кои се поврзани со загадениот воздух сочинуваат 11,6% или 1 од 9 смртни случаи на деца на возраст до 1 година. Тоа е навистина жална реалност како тоа се одразува на нашите деца. И јас навистина сметам дека треба, со таа причина го праваме јас овој подкаст, нели, разговараме и треба да се разговара колку што може повеќе јавно и да се прави тој притисок врз како да кажеме, врз институциите. Или и директно врз луѓето кои се собственици на тие индустријски капацитети, нели? И тоа. Значи, за жал немаме други механизми како да се справиме со оваа состојба, по овој услови, вака како што е, затоа што законите што ги имаме не се почитуваат, самите не си ги почитуваме. Да, ние самите. Немаме институции кои што ќе треба да не заштитат, а едноставно тие немаат ниту капацитет, ниту политичка волја, бидејќи се поврзани така или вака. Сега не зборам секоја чест на исклучоци, нели, но генерално е така. Не може во со сите овие години да нема ниту еден казнет дека се е во ред. Не е во ред, како е во ред? А имаме загадување. Да, никој не е казнет. А се е како што треба. Па не може така.
овците на број и волкот сит. Да. Дали вие како здрава котлина? Сакам само Ајде, тоа да да ти докажам за тоа кога здравјето. спомна политички. Да, ќе се вратиме на тоа, но според студиите докажано е дека PM2,5 частичките, тие посетните, не PM10, се толку сетни што ја поминуваат таа крвна бариера и се пронајдени дури во плацентата на неродените кај трудните жени. Пробата на мајката. Да. Значи, ако уште неродените деца си ги загадуваме со вакви честички, што останало кога ќе се роди тоа дете и кога удише првиот воздух и ќе треба да расте во таква средина, кога ние уште го туриме уште неродено. Тоа е нешто страшно, затоа што тоа PM2,5 е само физичка димензија на нештата. Пострашното нешто што никој не го прашува е кој е хемискиот состав на таа честичка што влегува таму. Да, тоа сакам да го разјасниме. Дали е органски загадувач, дали е неоргански загадувач, дали е нешто трето, имаме многу нешта. Според статистиката што ја гледав за Струмица, еве конкретно, ние имаме огромен проблем со циркулаторни болести. Циркулаторните болести предизвикуваат инфаркт, мозочни удари, артеросклерози кои што генерираат тромбови и така натаму, тромбоемболии понатаму. Се тоа е поврзано. Малце понатаму веројатно ќе имаме и неоплазми. Сега сме најмалце, но понатаму, бидејќи за неоплазми тоа се практично канцерите. Факт е дека од овој регион, посебно женската популација е многу често застапена. Во Скопје во болница знаат да кажат, аман од Струмица колку доаѓате. За жал, во последно време така не беше. Јас знам, не беше порано. Во контакта со лекари, истото го кажуваат. Но што е проблемот? Дај да се свестиме. Видејќи ако си ги труиме неродените деца, ако си ги труиме децата, ако ние самите се труиме, ако ги труиме нашите најмили, зашто живееме ние за 5 пари повеќе или за некој да стави 5 пари повеќе во джебот? Сеедно. Да. Значи, или луѓе, ние малку останавме тука што сме. Порано бевме и повеќе. И порано беше, така да речем, имаше потенцијал за поголемо загадување. Сега тие малкото што сме овде, загадуваме повеќе од колку што беше. И младите генерации и оние кои треба да формираат семејство, еве малце некој да се едуцира повеќе, ќе се замисли дали сака да роди дете тука. И да живее во таа средина кај што ќе знае дека ќе дише таков воздух и нема да роди пред се здраво дете и нема да одгледува. И ќе се чудиме понатаму од каде е оваа модерна болест, Сам човечкиот фактор ги предизвикува. Па дури загадувањето еве според Светска здравска организација и студиите предизвикува и намалена плодност, стерилитет и кај мажите и кај жените. Бидејќи тие ефекти не се изоставени во ниту еден сегмент. Ако ние постојано, еве сега млади деца, се постојано изложени на такво загадување, го дишат. Што замислете после, не знам, 18 години од дете што е раснато на таков воздух, колку секи има наталожено тие тешки метали што ги спомнаа. Не знаеме што се има, нели? Бидејќи се гори се и се што, особено од депониите кои горе, тоа е страшно. Практично ние си ги осудуваме идните генерации на прерана смрт, на пропаст, на стерилитет и не е чудо за тоа што луѓето бегаат од такво нешто. Па кој сака да живее во ѓубре? Кој сака да живее? Кој сака да се гуши кога ќе излезе надвор? Замислете ги сега старите луѓе. Тие треба да излезат надвор. Да, не може да функционираат едноставно. Значи тој треба да излезе и селени му се синот, снаата, внуците и тој треба да излезе, да купи нешто и ќе падне насред улица, па кој ќе го гледа. Тие заболувања го оптеретуваат и здравствениот систем. Апсолутно да.
и се намалува и продуктивноста кај вработените. Значи секој трети веќе е болен, па се намалува и продуктивноста во самите тие фирми кои загадуваат. Тоа се тие агрегирани, скриени состави кои што обично на прва не се гледаат, но ако загреваме малце повеќе во механизмите како стигнало до таму, ќе се видат. Јасно, ако на пример имаме ние 4000 смртни случаи годишно од загадување, замислете колку имаме болни, бидејќи смртта не настапува веднаш, значи претходно си има хронични состојби кои што на еден или друг начин влијаат и на продуктивност, влијаат на се, практично. И апсолутно зголемени трошоци за се. Значи системот, знаеме каков ние со здравството кај нас, но тоа не може многу време така да обстои. Најдобра работа е превенцијата. Но за превенција треба сериозност, треба мерки. За превенција треба да има волја да се спроведат. Например, сите ние сакаме да се сменат нештата, но кој тој што сака од себе да тргне за нешто да се промени? Да, тоа сите еве загаден е воздухот, но никој ништо не презема. Facebook само коментари нешто, се коментира, сите чекаме завршува. некој да се еве синоќ имаше една снимка како се гори, не знам, таму на улица и сите коментираат и никој денес не излезе да бара одговорност од некој. И тоа претходно сакам да ве прашам, вие како здрава котлина, например, имате ли приложено некои мерки, предлози, решенија, како до локалната, така и до, не знам, државната власт, нели, кој се има, и како ве прифаќаат од таму? Имаат ли тие план за нас, ајде да кажем? Па, реално, план има, но само на плано стана. Добро, но не се реализира. Да. Еве, например, во стратешки документ кој што циркулираше веќе по период во локални рамки, имаше план за чист воздух со многу овој мерки. Мислам дека беше направен наш сограѓанин Димитриевски. Значи супер беше. Кога прашав колку тоа е имплементирано, одговорот беше ништо. Нула. Зошто? Кој е одговорен за тоа? Никако пари да останат за тоа. Па, значи, реално рибата смрди од главата. Да не се лажеме дека од опашката. Значи, политичариве се одговорни бидејќи тие ги имаат механизмите дали нешто ќе се определи буџет и дали ќе се направи. Не значи дека определен буџет значи дека ќе се направи. Повеќе е дека ако нешто треба да се направи, го седнуваш и го правиш тоа. Не чекаш оправдувања, а уште помалку пак ако не си само кажуваш дека треба да се направи, а не определуваш буџет, тогаш сигурно не се прави. Сигурно. Така што најчесто тие заложби се остануваат желботека и не се применуваат. Или пак ќе се применуваат од 5 години натаму, не знам, да му даеме некој време. Или се дел само од некоја предизборна кампања. Пиар. И така ќе се заложиме за животна, за здрава средина и од кога ќе се дојде на власт се забораваат тие ветувања. А што е со граѓаните? Читав дека една од нашите, не знам, соседни земји има организирано форуми со граѓаните и многу, знаеш, многу често се праваат такви заеднички форуми, како да кажам, собери на граѓани каде се дискутира за тоа и тоа вродило со плод. Така. Мислиш ли дека кај нас може едно вакво нешто да се направи? Кога јас ќе доаѓам, не знам, неделно еднаш на тој собир и вие ќе ми укажувате на сите тие негативни последици, мислам дека граѓаните малци ќе им се подигне свест. Па не само тоа ќе биде јавен притисок за тој што го прави тоа, ќе му биде срам, би требало да му биде срам, освен ако нели е безчувствителен, скоро социопат. Например, има такви примери. Еве, јас знам дека пред неколку години во Ново Село, мислам дека беше таков собир правеа и имаше ефект некој. Во Струмица тоа го немаме правено. Во Струмица, например, имаме локален пропис кој што е блиску до оваа работа, кој што го прифати Советот, но за жал се уште не е имплементиран. Тоа е форум, еден вид, јавен, помеѓу сите инспекцијски служби и граѓаните. Да им кажат граѓаните на инспекторите
и да ги прашуваат што мислат Така. за конкретни работи. Од овде ќе излезат многу Тоа решенија, да? еднаш годишно треба да се прави. Значи, ние тоа го имаме ставено во службен гласник на општина Струмица. Тоа е изгласано, но не е имплементирано, например. Пак ќе кажам, Георги, кој одговара за тоа што не се имплементира? Па, реално, тоа е добро прашање. Каде да бараме, да, кој одговара, еве, го има, нели, во програма е, не се имплементира. Каде ние како граѓани да бараме одговорност? Значи, еве, зборев со градоначалникот, тој предлагаше тоа да го правиме во рамки на локален совет за превенција, но тоа треба да е специјален сегмент каде што сите инспектори ќе бидат таму, иако најчесто се присутни тие инспектори, но не се присутни сите граѓани на локален совет за превенција. Така што тоа би требало да биде специјално некој издание на такво нешто и тоа да биде најавено, да има одглас и да дојдат луѓето што заинтересирани на широка аудиториум. Инаку, локалниот совет за превенција, например, е добра практика во нас во Струмица, што го нема на другите места, тоа морам да го кажам, каде што баш така се дискутираат работи помеѓу секторите во администрацијата, во делот на централна и локална власт, бидејќи таму се присутни и од полиција, и од суд, од беднителство, од државните инспекции, локалните инспекции, градоначалникот, советниците, значи по време доаѓаат и граѓани. Но треба специјално нешто да речем за еднаш годишно тоа да се знае, да им се каже на тие луѓе, имаме такви проблеми отворено. Да. Темата е таа и таа загаден за сите, воздух. значи, да. И на тој начин да се погледнеме во очи и да кажеме вака. Но тука треба да бидат присутни и бизнисмени, бидејќи ние отворено сомневаме дека најголем дел од загадувањето има профитна позадина, во позадина. Значи, да, тука имаме и конкретни суми. Јасно на еве, замислете, тоа што се гори бакар, тој бакар кабли што горат цело време. Кој го купува тој бакар? Од каде идејата да се собира бакар, нели? Сигурно има пазар, пласман за тоа. А имаме струмички фирми кои што вртат, не знам, 5 милиони евра од бакар. Многу бакар е тоа за струмички услуги, нели? Да. Колку треба да изгорите ние кабли за да добиете, инаку кај ќе најдете бакар во Струмица? Од каде? Така да, не е тоа така наивно и кога викаме дека никој не сака ништо да преземе, очигледно не сака никој да се закачи со некого. Разбирате? Значи, тука тоа иде да дојде до израз таа сама цензура, па и таа апатија кај граѓаните, зашто отприлика сите мислат дека завршено е. Ние мораме да го смениме, да смениме таа парадигма. Ако не сме гласни, ако не сме отворени, нема да смениме ништо, само ќе се труеме и ќе молчиме. Кој е поголем страф? Страф да имате смртен случај во семејството од загадување или да го штитиш бизнисменот некој што ветруе за пари и сам. Апсолутно. И му давате пари и плюс ветруе, да. И ќе му се моли за ама знаете што. Да, јас сум апсолутно за тоа што здравјето пред се е најбитно. Значи, како викаат, не е се во парите. Не е се во парите. Само да, еве, замислете, ние го стопираме рудникот Иловица Штулка веќе со години. Ама за овој проблем што го имаме со воздушното загадување, тоа е тука сега, не е иден период, и не е иден проблем. Рудникот е превенција, а ова сега треба кај нас да биде делување, акционен план, веднаш да се прави нешто. Зашто сите постојано се гуши. Но, и еве, убаво спомна, рудникот е нели од трет фактор кој што доаѓа, а загадувањето ние сами си го правиме. Дајте ние, тоа покренува од нас и е за нас, дајте овде да се реши. За тоа сакам да се зборува, не знам, јавно и гласно и па нека слушнаат и сите од бизнис фелата да малци да се свестат дека и нивните деца живеат тука, јас пак ќе кажам. Со секоја чест на исклучоци, но многу малци бизнеси имаат филтр вградено. Едноставно филтрите не ги гледат како инвестиција, како нешто што е нужно за да работи. Значи, тука зборувам за сите категории на загадувачи, во смисла од Б категорија кои што се 13 или они кои што се огромниот дел со елаборати. Сега што се случува?
ревизијата на тие елаборати мора да биде актуелна. Ние не знаеме ни кој се и што се има. Не е транспарентно, Не е транспарентно. Затоа што не значи дека ако ви даде дозвола пред 25 години, дека уште сте вие истите. Ако за 25 години вие може да се смели многу нешто. Тој елаборат тогаш и сега. Тука пак јас барам вина во институциите, во апсолутно. инспекторатот кој не води редовна контрола. И да си има принцип. Сакаш да правиш бизнис, стави филтри. Без филтри нема бизнис. Особено оние што имаат капацитет многу да загадуваат. А се знаат кои се. се знаат. Оти, ако немате филтр, тогаш сигурно загадувате. Нема тука дилема. Ама јас не Јас горам сум тоа. категорија А, ама ете не загадувам. Не. Ќе си купиш филтр, ќе ставиш и ќе го ставиш во функција. Оти пак има и такви ситуации на пример на места купуваат филтр, но не ги користат затоа што е скапо. Ги трошат Што тие. е скапо? Амортизацијата на Амортизацијата самиот филтр. на филтрот. И тоа се менува, И тоа се претпоставувам. менува, да. Или пак трошат електростатски филтри, трошат многу струја. И тоа директно удара на буџетот на фирмата. Но ако немаш ти филтр, извини, завршена таа приказна. Нема да работиш. Гледај го тоа како инвестиција за да работиш, како дозвола за работа. Како што имаш суровини, како што имаш електрична енергија. И тоа мора да го имаш. Нека биде внесено Нека биде внесено, во трошоците. да, во трошоците. Да. На крај на ден, еве примери конкретни. Колку беше загадано Тетово пред да го тргнат, да го забранат да работи Југохром, бидејќи не успеа да стави филтри на процесите. Но законот профункционира. Законот профункционира и што се случи? Загаденоста на Тетово веднаш падна. Еве денес Тетово не го слушаме, многу ретко го слушаме. Сега ти имаат Сега сме загадуване со Струмица, автомобили. Битола, Скопје. Тие сме. Струмица најмногу. Да, убаво спомна на почетокот дека имаме, не се сметаме, нели, не сме во тој индустријски, не може да кажеме дека сме индустријски град, но сме еден од најзагадените градови и пак ќе кажам сериозно тоа влијае на здравјето. Мора да кажем на децата. дека Го потенцирам тоа затоа што Така. нека го слушнат и 20 пати за да знаат дека Да, станува да. збор за нашите Исто, деца. многу е битно да се направи притисок. Шумското стопанство да испорачува суви дрво, да не испорачува мокри дрво. Значи, порано тоа се знаеше, луѓето купуваат пред сезона, поминуваше цело лето да се исушат тие дрва, па дури тогаш. А сега што се случува? Во ноември ми испорачуваат, за веднаш да ги горат. Од ноември се берат и веднаш се испорачува и се греат. Мокрото дрво загадува 20 пати колку суво дрво. 20 пати секој дрво повеќе, да. Значи, тоа е еден вид асистирано самоубиство. Купуваме нешто што не загадува 20 пати повеќе. Еме неефикасно. Значи, ви треба многу мокри дрва за да постигне ефект. Па и не се пали одма. Не се пали. Па и не се и пали. не гори, знаете. И не гори. Не врши топлина. Значи, мора да се постави еден вид пропис некаков државен дека шумските стопанства, например, една година ќе ги чуваат во склад оние дрва што се веќе исечени, па дури следната година ќе ги продаваат. Такво нешто, бидејќи така функционира на Запад. На Запад дури ги продаваат спакувани во Да, гледаме разбирате, значи по телевизии како треба да функционира. како треба да функционира. Зошто овие практики тука не се применуваат? Па зашто? Затоа што имаме шумска мафија. Ево, најконкретно ќе ви кажем, планините не се испосечени, особено Беласица, например, Јогражден. Се појавуваат ерозивни подрачја на тие места каде што ги загрозуваат сите живи што се под тие подрачја, бидејќи еднаш кога се појави ерозивно слечиште, тоа многу тешко да престане да биде слечиште и представува ризик, фактор за сите што живеат под него. Значи, не знам дали се сеќавате во порано негде 2004 мислам дека беше, таков одрон од Беласица донесе еден куп камења во Конјарево, кај границава таму. А баш таму, еве, ние правихме протести, ги сопиравме шумско стопанство да отвора пат на ерозивно подрачје. Па дојде дури директорот на
македонски шуми во тоа време, да види каква е ситуацијата, зашто ги стопираме булдозерите и видува дека стари пробуваат да направат пат кај што не сме нема пат, ерозивно подрачје има таму, баш цестрно. А уште пострашно е сега што гледам дека се случува дива сеча на без контрола на шумите. Не може ние така да се понашаме, значи и има дадено, до сега беше така барем. Гледам дека сега новата администрација поставува некој ред, но ќе видиме како тоа ќе функционира. Да не е само некоја, како да кажем, ајде, одозгора само фарса, дека се реагира, но да не се заврши работата. Значи се прават сателитски снимки, ние така гледавме колку се сечени шумите ствари. Сателитски снимки од порано на Google Earth, тоа може да се види и сега. И гледате, имало шума, и сега нема шума. Го одбележувате таа површина и веќе знаете колку хектари шума се исечени. И затоа е таа катастрофа. Да. Од таму произлегуваат и сите други катастрофи. Да си видиме реални, најмногу изразено загадувањето е во зима, баш поради тоа што сите се поголем дел се греат на дрва. Но да, убаво кажа. Но на пример, еве зошто не сме загадени како Кочани. Кочани е најчист град според статистиката од светските агенции. Што е тоа што го има Кочани, што Струмица го нема? Која е таа свест? Сакам да кажам, има тука и други временски димензии, на пример. Добро, нели Струмица читав, Струмица е котлина, нели? И тоа влијае, нели, климатски, како топлиот воздух, па ладниот воздух. Така е, точно. Сега, порано ние немавме начин како да ги гледаме тие работи, требаше да видите метеоролог за таа работа. Но сега, например, има метеоролошки сервиси на интернет кои што гледате точно за кој определен подрачје ќе има температурна инверзија и веќе знаете вие дека што има температурна инверзија мора да се внимава со се. И на тој начин дури ги дават сега прогнозите за прак на алармирање е кога последователно 2 дена поред тоа е над 150 и има временска прогноза дека ќе продолжи. Тоа значи дека уште полошо ќе биде кога ги дават тие. Е сега тука е таа обврска на институциите да реагираат, некако да алармираат, нели? Имаме јавни сервиси, дајте информација, алармирајте да се барем малце да се стопира тоа. Но како да ти кажем, еве ќе дадат аларм и имаат напишано сет мерки кои што постојано се истите. Но дали се почитуваат тие мерки? Единствено само ќе дојде некој инспектор во некоја ваква од А категорија погон, со лиценца, ќе му го дадат од фирмата што ги дава на сите исто тој, ќе каже нема загадување и во ред, готово. Друго што правиме? Ништо. Вечер пак и тој самиот инспектор дише чист, не дише чист воздух, дише отров. Еве Струмица, например, има една инспекторка. Една. Личи ли тоа на општина од толков калибар да имаме само една инспектор? И каде може таа да постигне? Не може да постигне. Но мислам дека и на државно ниво се, генерално се многу мал број. Значи, ќе се инвестира во луѓе, ќе се инвестира во опрема, ќе се инвестира во лабораторија, ќе се инвестира во обуки на тие луѓе. Ако ние ги пропуштиме овие работи на други, особено во коруптивна држава како Македонија, ние никош нема да се ослободиме од загадувањето. И одговорноста секогаш ќе паѓа на тие што ни е вода државата. Да. Кога немаме во право сте, не може еден инспектор да регулира тука цела општина. Не може. Реално не може. Јас знам дека но од друга страна каков избор имаат луѓето? Што да прават сега? Имаме еден и проблемот мора некој да го адресираме, да притискаме. Нека се вработат повеќе инспектори. Нека им се дадат одврзани раце. Нека ги прочешуваат за старт сите овие елаборати, сите Б интегрирани дозволи, нека појдат на терен. Еве сега имат и буџет за акредитирана лабораторија, нека земат мостри. Значи, мораме нешто конкретно да преземаме. Мораме да имаме казни. Ние не можеме да имаме чист воздух ако немаме казни. Еве, сега, жал ми е, ама тоа е. Така е, така е. Ние сме народ кој функционираме така. За жал. Ако не се плашиме од казна, нема ништо.
Знам дека и порано имаше, јас сум била мала, зимно време се возеа мал број возила, нели, имаше рестрикција. Да. Денес возат парни броеви регистарски таблички, утре Така, возат така. непар. И тоа беа едни мерки кои веројатно, нели, имале резултат тогаш. Сега ни тоа не се применува. Имале и тогаш веројатно многу помоци возила имало. Еве. Но, например, Зашто и тоа не се стави некако на ред? Еве во Струмица да се знае, денес, не знам, тие возила, утре тие возила. Таа е непопуларна политичка мерка, затоа не ги стават. Добро. Прво, барем така веднаш ќе ти кажам. Од друга страна, тоа ќе им предизвика проблеми на граѓаните, кои што сепак се навикнати со автомобил, ако може да стигнат секаде, би стигнале. Ако треба да одите во кафич, автомобилот веднаш во кафичот да го внесете најдобро. И ќе влезеш внатре, ќе разговараш колку е загадено надвор, да. Значи, луѓето не се навикнати да одат пеш, да користат автомобили. Еве, сега има автобуси електрични. И гледам дека луѓето полеку да почнуваат. Да, тоа секоја чест тоа е супер. За општината, но ајде малце Малку се скапи, ама во ред. Значи, потребата е таа, да се разбереме. Значи, ако се инвестира во нешто ново, електрични автобуси апсолутно треба да има. Да. Нема тука дилема. А се гледа дека луѓето ги користат, особено од селата. Од селата, да, тоа реално значи, е тоа потреба за нив. Да. Друга работа е што, например, граѓаните ги гледаме ние податоциве на мерните станици кои што мерат загадување со азот диоксид. Азот диоксидот е индикатор пред се за транспорт, во најчесто поврзан со транспорт. Струмица не е ни отприликува толку загадена со автомобилски, така да кажам, причинители, колку, например, другите места. Сигурно ние немаме повеќе автомобили од Скопје, од Тетово, од Битола, од Куманово. Заклучокот е дека овде станува збор за индустријските капацитети кои несовесно сугоруваат. Зошто го кажувам тоа индустријски? Затоа што се гледа по еден индикатор сулфур диоксид. Сулфур диоксидот го нема во дрвата, што горат дрва. Нема такво нешто. Сулфур диоксид има во индустријски процеси и евентуално ако горат диви депони или горат кабли, што ги викаме ние, за бакар. Тука е проблемот. Може да биде и од гориво на јаглен, но јаглен немаме во Струмица. Рековме дека нема такво нешто. И неквалитетно дизел гориво. Но тоа е веќе друг проблем. Ако има неквалитетно, нема само во Струмица да е неквалитетно со дизел гориво. Бензинските се секаде се бензински. Секаде се сега. Значи, идеме по пак на елиминација од каде, што, како. Бидејќи Струмица е доста специфичен пример. Еден вид како контраст во однос на другите градови, по однос на нештата што ги има како предности и можеме едно по едно да ги исклучуваме работиме. Сулфур диоксидот, како што расте кривата на сулфур диоксид, така растат и PM частичкиве. Исто растат. Значи, има огромна корелација помеѓу сулфур диоксидот и PM частичкиве. Како што едне растат и другите растат. Како што паѓа сулфур диоксидот и тоа паѓа. Така да и текако загадувањето е индикатор дека е поврзано со тоа нешто. Сега, ако ние тоа го имаме, дај да видиме од кај доаѓа тоа. И да ги сопреме тие работи, бидејќи веќе сме го стесниле кругот на потенцијални загадувачи. Да бидеме реални. За тоа прашав каква ви е релацијата. Веќе вие правите истражувања, спомна на почетокот, ти го гледаш сулфур диоксидот, има институции кои не го гледаат. За тоа ве прашувам каква ви е релацијата со... Ректорот на Штипскиот универзитет каже дека има сулфур. Еве, јон го видел сега. Така, да. Зашто претходно не го видел, не знам, ама еве веќе има, нели? За тоа ве прашав каква е релацијата со инспектори, со јавни институции, со луѓето кои се одговорни за тоа и дали им укажувате и како тие реагираат? Пред фактот и боговите молчат и затоа кога ќе им покажете вие криви вакви, што голем дел од луѓето не ги разбираат тие криви што ги објавуваме. Да, со таа причина сакавме да објасниме што значи. Но тие што се стручни за да работат разбираат дека ова е проблем што постои, дека реално го имаме тој проблем. И дека корелацијата на сулфур диоксид со PM2,5 и PM10
е вистинска релација, нема дилема дали не е од тоа. Тоа значи дека нас мора прв посомничен, така да го кажам, да ги бараме причините, оному кај што го има сулфур диоксидот. А тоа не се домовите на граѓаните. Односно, дури некој да гори отпад од дома, тоа не се сите фамилии. Да, на тоа се многу малце. Едно домаќинство колку може да загади. 100 фамилии не може да загадат котлината, градот на тој начин. Индустријски капацитет и како може. Жално е се гледа, пред да почне подкастот да разговараме. Влегуваме во смог тука. Така, ама мери, например, во Скопје има многу повеќе жители кои што горат такви работи. Зошто Скопје не е толку загадено? И го нема тој сулфур диоксид. Да, апсолутно. Има многу повеќе нешта зошто. Битола, Куманово, па чекајте, и тие се во котлина, и тие имаат овако, значи ги имаме истите работи, така. И внимаваме на температурните инверзии, да не... Сепак, не може... Јас не викам дека домаќинствата не загадуваат, особено со мокри дрва. Но тој пик, тој израз на што е најмногу што дава, јас викам, дај Боже да сме како другите, да не сме први на листата. Да, реално треба да сме најмалку загадени, заради предностите што ги спомнавме до сега. Треба сме најмалку, ние сме најмалку. Да. Јас се надевам дека барем до еден од сите оние сопственици, да кажем, на тие индустријски капацитети ќе допре овој разговор и малце ќе се свестат, ќе размислат што и како понатаму. Ако ништо друго, барем да водат грижа некако закон, да бидат во рамките на законот, да ги почитуваат тие мерки и да вложуваат во она што се вика зачувување на животната средина. За сите нас и за нив, и тие живеат во Струмица, сите сме во Струмица, да си помогнеме еден со друг колку можеме за здравието на нас и на идните поколенија. Со таа причина вие организирате и протест, да се разбуди свеста кај граѓаните, дека, пак ќе кажем, сите зборуваме, да, алармантно е, многу сме загадени, но што? Што правиме по тој основ? Не е само свеста на граѓаните, да ја разбудиме институциите бараме пред се, бидејќи институционална акција е потребно веднаш и сега. Значи, не сме да има чекање. И тоа со конкретни работи. Многу едноставно. Немаш филтер, не работиш, ќе те блокираме. И тоа ќе го направиме, навистина. Се она што сметаат до сега, ама не сме ние, ќе ви извадиме видео на по социјалните мрежи, објаснувате после вие колку сакате. Што сакате, објаснувајте. Покажете ни црно на бело. До тогаш, вие сте таму. А факт е дека многу од нив, тоа ќе им пречи сега. Бидејќи ние ќе почнеме од најголемите, што се вика, ќе стигнеме до сите. Кога ќе се среди работева со индустријата, кога ќе се среди работева со оние што, зашто зборам индустријата, затоа што има капацитет најмногу да загади и затоа што има пари веднаш да ги реши тие работи. Но до сега не сака. Едноставно не го гледа тоа како потреба да инвестират во филтри. И не може веќе така. Не може да се труат граѓаните за вие да правите повеќе пари. Од кога тоа ќе го средиме, ќе стигнеме и до домаќинствата каде што одредени несовесни граѓани и загадуваат, но има мерки за тоа. Инспекциите ќе си побараат од судот пристап до домот, судот ќе го обезбеди тоа, бидејќи законот е таков, ќе наложи и ќе биде соодветно санкциониран тој што го прави тоа. Зборувам за оние примери негативно што гледаме сега по социјалните мрежи, каде што горат чуда од црни чадови такви големи, се не загадувало. Како не тоа дрво, зашто не го прават други? Кога веќе се има доказ, постојано се слика, имаме снимки сите, кога веќе има доказ да се реагира, Сега им пречи зашто биле истакнати. Не само што ќе бидат истакнати, ќе ги направиме славни во наводници, па нека се срамуваат после од сите. И проблемот... Веќе нема друг начин. Нема друг начин, едноставно нема институции, нема овако, што ни останува нас? Мора така. Но тоа подразбира и да се работат институциите. Не може да немате казни никак. Не може едноставно, или пак ова дозволата што ја спомнав преска, имал дозвола без филтри. Како е тоа можно? А гори Петрококс. Значи, такво нешто ќе се ревидира, ќе си добие, ќе се инсталира филтри и после нека вика не загадува.
или водна парија бел или не знам што. Да. Не. Да. Напиши црно на бело, бидејќи законот попишува во секој индустријски опишан процес, ти мора да ги имаш строго наведено какви филтри користиш, серијски броеви, се мора да имаш. Тоа не е така. Дури да смениш нешто, можеш да ти дозволат, си направил промена на индустријски процес, ти дозволат, се аптира таа дозвола, интегрирана дозвола, се дополнува и тогаш веќе те контролираат. А сега ти имаш дозвола да загадуваш без проблем, така? Не може така. Така, Не да. може така. Пак ќе кажам за протестот. Би сакала јас да дадам еден апел до сите граѓани да излеземе. Колку побројни и колку погласни ќе бидеме, толку повеќе ќе не слушнат институциите и ќе знаат дека треба да излезат на терен и треба да си ги работат работите. Тоа им е обврска, тоа им е работна обврска. Не бараме нешто повеќе, нели? Мораме сите да излеземе, бидејќи за нас се работи, за нашите деца се работи. Ако ние не излеземе сега, ако ние не застанеме, ама и да издржиме, не само да излеземе и да што се вика, да помине протестот и толку. Не. Да си бидеме истрани до крај, да се сменат работите. Оти без јавен притисок од граѓаните. Кај нас ништо не се менува. Они тоа го знаат добро. И политичарите го знаат, и партиите го знаат, а и граѓаните го знаат. Но се што треба да се направи за да се покрене тој цел механизам на влијание е прво граѓаните да излезат и да си бидат упорни, бидејќи само на тој начин ќе постигнеме конкретни ефекти. Само на тој начин ќе го натераме системот да профункционира. Не е проблем толку во законите кај нас. Ние имаме и окей закони, не ги спроведуваме. Па тоа кажав, да секој да си ја работи работата, секој да си ја работи работата, од друга страна, и да се спроведува тие закони. Значи да си има свеска и граѓаните дека секој е ставено не знам, текстил, лакирано дрво, пластика во ќумбето што го горат. Им се враќа на нив самите пред се, бидејќи тие го горат и првите чадови тие го вдишуваат. Но и да бидеме малце повнимателни во загнување, мислам во фрлањето ѓубре, отпад. И тоа е дополнителен проблем, нели? Ајде ќе го разговараме во друга тема, но имаме сериозен проблем со отпадот во Струмица. Така, значи имаме над 100 депонии диви и за тие депонии диви не се ствараат од некој друг, од граѓаните, од сите нас се ствараат. И не се исклучуваме, не може да кажеме сега ти вака така. Не, сите нас, бидејќи зошто зборувам сите нас? Затоа што тие што го прават тоа, не ги санкционираме, ние не реагираме на тоа. Дури кога некој е посочен, се вуват други граѓани, ама сега од него ли фативте? Од кого да фатиме? Од некој мора да фатиме од почеток. Или не знам, ама само тој бил. Мене ли најде да ме казваш? Така, мене најде, окей. Тоа еве сега, значи ќе фатиме од најголемите индустријски објекти, ќе стигнеме и до нив. Значи, како што реков, по цела хиерархија од нагоре надолу. Но она што беше порано случај цело време, зборувам за депонијата Шапкар. Значи, таму имаше постојано горење. Не знам дали се сеќаваш, изминативе години многу често гореше. Сега веќе се намали, но еве лани, мислам, изминатово лето, јас лично бев таму, снимав вечерно време во со отров, што се вика, во тој чат од што се не. Ѓорги, не е далеко, еве и овде транзитниот пат. Секоја вечер гори. Секоја вечер се гори. Се гори отпад таму секоја вечер. Сега, зошто не реагира? Таа се има јавно повеќе пати во полиција, па сите снимуваме, сите снимуваме, па дајте реагирајте. Нема институција што тоа го прави. Да. Или пак има примери, јас ќе кажам одредени фирми, имаше кои што носат отпад од други општини во што баре отпад од Кавадарци во Добрашенци да дојде камион. За пари? Значи, не може тоа така да остане. Ќе се стави камера, ќе се гледат сите работи кај се, ние бараме се постават камери баш на тие работи, значи еве лично ги имам барам тоа, барем на тие места што се полуофицијални депонии, бидејќи Шапкар е полуофицијална депонија. И за жал се уште нема собственост, тоа се утврди на последните случувања во Советот. Значи, практично сите се мијат од одговорност. А не може така. Сите ја користиме таа депонија. Утре треба да има регионална депонија таму.
Горењето на депонија не сме да има ниту еден ден. 0 ден би треба. А кај нас се случува редовно да горе. А уште повеќе пак дивите депонии. И во другите општини, не само во Струмица, например, јас ја зборувам на цела Котлина. Загадувањето не признава административни граници. Тоа циркулира секаде. Котлината е една за сите. Да. Ѓорги, јас ти благодарам. Беше ова навистина исцрпен, но мислам дека и квалитетен разговор од кој сите граѓани ќе разберат што значи да се дише загаден воздух и колку треба и тие самите да се кренат, сите заедно да одиме не против, туку да ги разбудиме институциите. Така. А тоа ќе го направиме на протестот во сабота. И јас ќе бидам со вас. Ќе ми биде темно. Да, се надевам дека и сите граѓани и мислам дека ќе направиме барам малце промена. Да направиме промена. Тоа е мотото кое што мора да го направиме. Сега да ги смениме работивот и сега се загадуваме. Да. Ти благодарам за шансата да присуствам на подкастот и за поддршката што ја уживаме од ваша страна за да ги смениме работиве на подобро во нашите живеалишта за сите нас, за нашите деца. Да. Тоа ни е мисија, да кажам, еден вид на нашиот медиум да менуваме за подобро. Така. Да. Ти благодарам. Се гледаме во некоја наредна прилика за разговор на друга тема. Така, се гледаме. Поздрав и до вас.